Во пракса се случува дел од практичарите да се фрустрираат кога ќе ги предочат сите механизми за заштита, жртвата не превзема действија, да се разочарани ако го сработат целиот случај, подготват се и во текот на постапката жртвата се откаже, се повлече од веќе иницирани постапки пред судовите или пред административни пред самите центри за социјална работа. Или се сомневаат во вистинитоста на тоа што го говори жената. Во смисла дали е се баш така, дали е вистина она што го зборува, и овие верување кај нив, овие ставови се во суштина на резултат на таа потреба, на резултат на недоволното разбирање на природата, затоа што семејното насилство по природа е насилство кое што се повторува и вообичаено е жената да го пријави, да се откаже од текот на судските постапки, меѓутоа системот треба да биде тука да ја заштити и да ја поддржи. На ниво на законски механизми за заштита веќе зборуваме. Тоа се постапката за изрекување на привремени мерки за заштита, мерки од типот да му забранат да се приближува, да контактира, да се заканува дека ќе врши насилство. Овие мерки се насочени да обезбедат итна заштита во смисла да спречат повторување на насилството.